На денешната 28 седница на Советот на општината, советниците работеа по 12 точки поместени во дневниот ред. На почетокот беше разгледан извештајот за работењето на комуналното јавно претпријатие Водовод Кочани за првите 6 месеци од годината, со финансиски показатели кој воедно беше усвоен. Потоа се дискутираше за давањето согласност за формирање паралелки со помал број на ученици во основните и средните училишта во општина Кочани за учебната 2019-2020 година. Предлог одлука за утврдување на работно време на јавната општинска установа Детска градинка Павлина Белјанова и барањето согласно за згрижување поголем број деца во воспитните групи од бројот на деца утврден со законот во воспитната 2019-2020 година од јавната општинска установа Детска градинка Павлина Белјанова. Советниците ги изгласа и предлог програмите за изменување на програмата за култура на општина Кочани и за изградба и одржување на општински патишта и улици во општина Кочани за 2019 година, како и предлог одлуката за сопствено учество во кофинансирање на проектот изградба на локален пат од местото Викано Крушка до село Полаки, втора фаза. Планот за изменување и дополнување на годишниот план за јавни набавки на општина Кочани за 2019 година, предлог план за изменување и дополнување на планот на програми за развој на општина Кочани за период 2019-2022 година, предлог одлука за доделување парични награди на Петровденскиот турнир во мал фудбал 2019, изменување и дополнување на локалниот акцијски план за еднакви можности на жените и мажите за 2019 година и предлог решение за именување членови на орган за надзор на јавната општинска установа Детска градинка Павлина Белјанова Кочани.